Констатацијата дека железничката инфраструктура и машинскиот парк во компанијата за железнички транспорт се во лоша состојба ви е точна. Во овој период и државата и двете компании се соочуваат со огромни предизвици. Ние веќе сме повеќе од 30 години самостојна држава, сето тоа се должи на ненавремено и недоволно финансирање во одржувањето и во модернизацијата на железничката инфраструктура, зборувам за пругите, така и за локомотивите и сиот возен парк што го има другата компанија за железнички транспорт. Пред се можеме да кажеме дека има и објективни и субјективни причини. Како дел од објективните причини се што делот од товарниот транспорт кој што го имавме кога се осамостоивме, тоа е превозот на нафтата, работењето на поголемите фабрики како што е топилницата, како што е ФЕНИ, како што е рафинеријата, тие се затворени така да голем дел од тој товарен транспорт го немаме сега. Исто така, државата која го субвенционира патничкиот транспорт во извесен период имаше патнички транспорт до сите крајни точки каде што имаме железничка инфраструктура. И до Кочани, и до Куманово, и до Кичево, и до Гевгелија. Во тој период единствено пругата Скопје-Велес беше на позитивна нула, додека останатиот дел беше за одржувањето на тие линии беше со негативно салдо. Сето тоа допринесе и иако државата има законска обврска да финансира тековното одржување на железничката инфраструктура и на машинскиот и возниот парк на фирмата за железнички транспорт, таа сепак недоволно и ненавремено ги регулираше тие своји обврски. Согласно Законот за железничкиот систем, државата има обврска 0,3% од буџетот да одвојува за одржување, за тековно и инвестиционо одржување на железничката инфраструктура. Иако тие пари во некои години беа одвојувани, но сепак Македонски железници инфраструктура се соочуваше со проблем за апсорбирање на тие пари. Еден вид, ајде не кажам, можеби е тежок зборот, негрижа на државата кон железницата. Затоа што пред се беше фаворизиран патниот транспорт пред железничкиот транспорт. На тој начин се допринесе да железничкиот транспорт биде неконкурентен и самите токови на товарниот транспорт беа на некој начин рестриктивни, имаше рестрикција кон тие, така да сето тоа допринесе да државата едноставно ја одржуваше железницата само колку да може да биде во живот. И на тој начин изгубивме чекор и како железничка инфраструктура која мора да биде со големи финансиски средства одржувана како тековно, така и инвестиционо. Железницата е комплициран систем, така да на краток рок се е тоа релативно краток рок да можеме да поправиме. Нормално, сега на подолг рок да се превземат активности, тоа пред се потребно е да се направи план за модернизација и развојни планови за железницата како систем, зборувам за инфраструктура и за транспорт. Потоа потребно е поголемо финансирање и понавремено финансирање обука на стручен кадар за да може сите тие програми, сите тие развојни проекти да може да се реализира. Исто така потребна е
подигнување на свеста на значењето на железницата, тоа што сепак железницата пред се во делот на екологијата, на заштита на животната средина е едно од најкорисните, да.